Истекува мандатот на градоначалниците. На 15 мај градоначалниците и советите на општините целосно ги губат своите ингеренции и овластувања. Се бара решение за да се избегне блокада на работата на општините, јавните предпријатија и сите установи под општинска надлежност. Се чека Уставниот суд да се произнесе по поднесените иницијативи, но Уставниот суд нема рок до кога треба да се изјасни за истите. Иницијативите кои се однесуваат на локалните самоуправи и овластувањата на Уставниот суд да одлучува за истите предизвикаа бројни полемики во експертската јавност. Поранешниот председател на Собранието Саво Климовски во интервју за телевизија Сител вели дека секоја иницијатива која се поднесува до Уставен суд е право на граѓаните и затоа истите се уставни. Секоја иницијатива која што се поднесува до Уставниот суд е право на граѓаните на Република Македонија, односно на подносителите на тие изјави. И јас мислам дека тие се уставни. Судиите уживаат имунитет. Имунитетот судијата го има со истиот капацитет како што го имаат и пратениците. Јас мислам дека таа одлука мора да се земе како приоритетна. Уставниот суд веднаш треба да расправа по поднесените иницијативи. Не знам веќе кој се поднел иницијатива, но по поднесените иницијативи и со оглед на значењето, со оглед на сензибилноста, со оглед на карактерот на прашањето кои што го покренуваат во тие иницијативи, мислам дека тоа би било многу одговорно и политички исправно. Доколку не се најде решение до 15 мај, Климовски го поставува прашањето кон кого би се насочил гневот за евентуалните последици од нефункционирањето на општините. Замислете, после 15 мај, ниеден градоначалник не ќе може, му престанува мандатот, не ќе може да потпише ниту едно решение. И сега замислете во целава држава да настане на таква ситуација. Кон кого ќе се насочи револтот? Еве ви го политичкиот аспект. Кон оние градоначалници, кон оние општини, каде што мнозинството го држи владеачката коалиција, барем за сега. Тоа се на ВМРО и ДУИ. Дека со тоа практично се креираа социјални тензии за да се остварат нечии тесно партиски интерес. Климовски истакнува дека истовременото одржување на локалните и парламентарните избори е најбезболниот начин на излез од ситуацијата во која се најде земјата. Лично јас мислам дека истовременото одржување на локалните и на парламентарните избори е најбезболниот начин да се излезе од оваа ситуација. Јас се плашам од друго нешто. Нараснува гневот кај народот. И во таква една ситуација можам да им честитам на тие организатори на соборите, на кои што неколку пати сум бил и знам тоа како оди, кои што сепак го контролираат тој гнев. Можности има, но решение се уште не. Од СДСМ обвинуваат дека со блокадата на Собранието пратениците од ВМРО-ДПМН го блокираат изборот на новиот собраниски председател, кој единствено може да ги закаже локалните избори. Од ВМРО-ДПМН пак возвраќаат да не се плашеше СДС од сопствениот народ, локални избори заедно со нови предвремени парламентарни избори ки имаше во првата половина на мај. Да не му беше на СДС поважна тиранската платформа и континуираното провоцирање на кризи. Граѓаните ќе гласаа согласно законот на 7 или 14 мај. ВМРО-ДПМН го повикува СДС да собере храброст и да излезе на локални избори, кои би се одржале на ист трошок, заедно со предвремените парламентарни избори.